Годината што помина беше година во која се соочивме со големи проблеми со шумските пожари, не дека и претходните години немавме, туку оваа година беа особено интензивни. Центарот за управување со кризи имаше полни раце работа. Шумарски факултет, контролирање на шумските пожари, Мартин Николовски е на линковско вклучување. Втор пат ова утро зборува со професор доктор Никола Николов, раководител на регионалниот центар за следење на шумските пожари, а шумите се разбира се белите дробови на една држава. Па Мартин, добро утро и повели со соговорникот. Благодарам, Бранко. Добро утро повтор пат. Токму така како што најавивте, утрово наш соговорник е професор доктор Никола Николов, кој е раководител на регионалниот центар за следење на шумски пожари со седиште овде на Шумарскиот факултет во Скопје. Професоре, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Изминативе 2 дена во Скопје се одржа работилница на тема пропишано горење како алатка за намалување на ризикот од појава на пожари. Кои се заклучоците од оваа работилница? Напред, добро утро на вас и на гледачите на Македонската радиотелевизија. Да, по право сте, изминатите 2 дена се одржа работилница посветена на пропишаното горење под покровителство на Американското шумарство или US Forestry Service, и на оваа работилница зема учество представници од земите на Западен Балкан, а имаше предавачи од Америка, потоа од Германија, од Грција, од Турција, дури од Украина, нормално и од Македонија. Се тоа експерти кои што може многу да зборат за оваа проблематика. Заклучоците беа повеќе, но генерално е заклучокот дека оваа алатка која служи за намалување на ризикот од шумски пожари би требало или би можело да се користи во земите на Западен Балкан. Зборуваме за пропишано горење, што значи тоа и кој може тоа да го спроведува? Да, тоа е нешто ново, заради тоа беше организирана оваа работилница. На кратко или наедноставно е користење на огинот како алатка за намалување од ризикот од појава на шумски пожари. И може да го спроведуваат, односно тоа би требало да биде пропишано и се пропишува со закон, најчесто тоа го спроведуваат шумарствата во соработка со противпожарните служби, хидрометеоролошките служби, односно сите оние релевантни институции кои што имаат улога во управувањето со пожари на отворен простор или со шумските пожари. Оваа година имавме огромен број на пожари во Македонија, огромна територија од шумите ни изгорија. Што треба да се направи за повторно наредната година во летниот период да не се доведеме во истата ситуација? Па, треба многу работи да се направат, но генерално јас би ги истакнал мерките кои што треба да ја зголемат превентивата, односно треба многу да се работи на превентивните и подготвителните мерки, односно да се стави фокус да не настанат пожари, или ако настанат да сме во можно многу брзо да ги изгаснеме. Инаку, ако одиме уште понатаму, би можеле да збориме доста долго, но генерално тие се двете групи на мерки кои што треба да се фокусираме, да ги спроведеме онака како што треба за следната година да не се случуваат пожари како што ги имаме оваа година, и тоа се прави сега, односно во овој период на годината, а не за време на летните месеци, односно тогаш само треба да се спроведуваат. Професоре, кажете ми дали доволно во Македонија се вложува во системот за противпожарна заштита? Генерално не, и тоа не е само од сега, туку тоа е со години. Јас би истакнал дека треба да се стави фокус на човечките ресурси, не по број, колку по квалитет. Нормално треба и по број да се запазат сите законски регулативи, но по квалитет во смисла треба да се посвети внимание на организирање на соодветни тренинзи и обуки од сите категории
за луѓето кои што се задолжени за справување со пожарите. Значи, тоа е предуслов за да имате квалитетни служби кои што понатаму, која ќе купите или ќе ги опремите со соодветна опрема, дали тоа механизација, друг вид на опрема, ќе може да го дадат својот максимум. Купувањето кога ќе кажеме, нели, вложување, обично се мисли купување на опрема, возил и така натаму, може да биде ефикасно или ефикасно ние колку што сакаме, само ако ги имате човечките капацитети и ресурси, исто така, онака како што треба да биде. За крај на нашиот разговор, која е вашата порака како да ја зачуваме животната средина, а истовремено и да го намалиме бројот на пожари во нашата држава? Па дел од одговорот е во вашето прашање. Значи, како да ја зачуваме? Одговорно да се однесуваме. Кај нас во Македонија над 90%, односно речи се 99% од пожарите се како резултат на намерно или ненамерно палење, односно несовесно однесување на дел од граѓаните. Тоа значи дека ние сите треба да внимаваме како се однесуваме, да ги почитуваме пропишаните норми и мерки и институциите да се погрижат сите оние сторители, особено намерните подпалувачи, да бидат санкционирани. Сигурно тогаш ќе се намали бројот на пожарите, и тоа во многу ќе се намали изгорената површина, со тоа добиваме една нормална животна средина, здрава, која што ќе ни ги пружи сите благодети кои што ние би посакувале да ги имаме. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодариме вас на поканата. Разговаравме со професор доктор Никола Николов, а темата ни беше токму пропишано горење, но и пожарите во нашата држава. Студио? Да. Благодариме, Мартин.